Сонце мое, ајде сега биди мирно да ти прочитам една приказна. Кога тато ќе порасне. Една вечер, веднаш по приказната за добра ноќ, Том го праша татка си: Тато, кога ти беше малечок, знаеше ли што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Татко му размисли еден миг, а потоа одговори: Се разбира дека знаев, рече. И, што сакаше да бидеш? Праша љубопитно Том. О, па јас сакав да бидам многу нешта, насмеано одговори татко му. Како например што? Праша Том. Сакав да бидам светски шампион во гимнастика, рече тато. Светски шампион во гимнастика? Возбудено праша Том. Ако беше светски шампион во гимнастика и ако освоеше златен медал, јас постојано ќе го носев тој медал гордо околу својот врат. Никогаш не би го извадил, дури ни за спиење. Но, откако помисли еден миг, Том спокојно рече: Сепак, тато, јас сум среќен што ти не си станал светски шампион во гимнастика. Зашто ако станеше, ќе мораше постојано напорно да тренираш и немаше да имаш време да си играш со мене. Но добро тогаш, ако не можеше да станеш светски шампион во гимнастика, што друго посакуваше да бидеш кога ќе пораснеш? Сакав да бидам кротител на лавови во циркус, рече со насмевка татко му на Том. Кротител на лавови? Изненадено праша Том. Во тој миг му се причини дека може да слушне како рика лав веднаш под неговиот кревет. Кротењето лавови е убава работа, рече Том, а потоа бргу додаде: Ако децата од моето одделение знаеа дека татко ми е кротител на лавови, никогаш не ќе се осмелеа да ме задеваат. Но, откако размисли за миг, Том рече: Сепак, тато, среќен сум што не си станал кротител на лавови, зашто ќе беше премногу страшно ако требаше да ја ставаш главата во челуста на лавот. Да, рече татко му на Том, тоа навистина би било страшно. Но, ако не си можел да бидеш кротител на лавови, што друго си сакал да бидеш кога ќе пораснеш? Сакав да бидам директор на училиште, одговори татко му на Том. Директор на училиште? Праша збунето Том. Ќе можев да давам подолги одмори меѓу часовите, одговори татко му, и повеќе часови по физичко. И ќе организираше повеќе екскурзии и ќе даваше подолги распусти, рече Том весело. Но, веќе следниот миг додаде: Мислам дека не би сакал да бидеш директор на училиште. Многу деца не ги сакаат директорите на училиштата и можеби не би ми биле другари во тој случај. Така што да бидеш директор на училиште и не е толку убаво. Па добро тогаш, ако не можеше да бидеш директор на училиште, што друго сакаше да станеш кога ќе пораснеш? Сакав да бидам новинар на вести, рече татко му на Том. Новинар на вести? Праша Том изненаден. Да, рече татко му. Размисли за тоа, сине. Новинарот на вестите прв дознава што се случува. Тој е првиот што ги информира сите останати. И секогаш би можел да се поклонам лесно со главата на почетокот на секој вести. Тоа би бил нашиот знак дека мислам на тебе и кога ги изнесувам најновите вести. На Том тоа му звучеше многу убаво. Но, откако размисли малку, тој рече: Сепак, тато, ако беше новинар на вести, секоја вечер, наместо да бидеш дома со нас, ќе мораше да бидеш во студиото за снимање. Па тогаш, какво фајде ќе имав јас од твоето кимање со главата, ако не можеше да ми читаш приказна за добра ноќ? Навистина е така, се согласи татко му на Том. Значи, ако не си можел да станеш новинар на вести, што друго си сакал да бидеш кога ќе пораснеш? Сакав да бидам возач на камион за сладолед, рече татко му на Том расположен. Возач на камион за сладолед? Праша Том со ширум отворени очи. Тоа би било навистина забавно. Би се возеле наоколу заедно и ти би ја пуштал музиката, а јас низ малото прозорче би делел сладолед на сите дечиња. Сепак, тато, рече Том по кусо размислување, драго ми е што не си станал возач на камион за сладолед. Тоа е добра идеја за во лето, но што кога ќе заврши летото? Па добро, тато, ако не си можел да бидеш возач на камион, што друго си сакал да бидеш кога ќе пораснеш? Сакав да бидам пожарникар, одговори татко му на Том. Пожарникар?
праша Том. Тоа е многу важна работа, тато. Ако беше пожарникар, тогаш наставникот ќе те викаше на час да ни раскажуваш за тоа како си скротил многу силни пожари и си ги згаснал, и како си спасувал деца, а можеби и за тоа како си успел да симнеш една мачка од големо високо дрво. А кога би се враќал дома, јас би го носел твојот сјаен црвен пожарникарски шлем. Но сепак, тато, рече Том откако молчеше за миг, јас сум среќен што не си станал пожарникар. Зашто нив ги викаат на работа во најчудното време од денот или ноќта за да гасат пожари, па дури и во викендите, дури и тогаш кога ме заспиваш или пак ме носиш на фудбал. И ти секогаш ќе мораше да го правиш тоа што се бара од тебе, зашто не ќе можеш да одбиеш ако нечија куќа е зафатена од пожар. Добро, но ако не си можел да станеш пожарникар, што друго си сакал да бидеш кога ќе пораснеш? Праша Том, едва успевајќи да прикрие едно мало прозевање. Ох, па има уште едно нешто што сакав да станам кога ќе пораснам и за кое сонував долго време, рече татко му на Том со радосна насмевка и сјаен поглед. Откако помнам, сакав да отворам продавница за бонбони и сладки. Огромна продавница, со безброј видови бонбони и чоколади, и сладки и машмелоа, и лижавчиња, и алки и синџирчиња од ситни бонбони и вафли од лимон и ванила. А на двете страни од влезот да има две огромни машини, една за пуканки, а друга за шеќерна волна. Според гласот на татко му, Том можеше да каже дека оваа продавница за бонбони беше нешто за кое татко му сонувал на вистина долго време. Прекрасно, извика Том. Наша собствена продавница за бонбони. Па тоа би било фантастично. Тоа е најдобрата работа од сите. Но Том, сине мој убав, рече татко му на Том, јас знам една работа што е уште подобра. Што може да биде подобро од тоа да бидеш собственик на продавница за бонбони? Праша зачудено Том. Па јас имам нешто што не е баш работа како професија, но е подобро од се друго, рече татко му. А што е тоа? Праша Том, зевајќи во перницата. Да се биде твој татко, рече татко му на Том, додека го гасеше светлото. Лека ноќ, сонце мое.